Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Одземен имунитетот на судијата Ѓоко Ристов. Судот одлучува за мерка куќен притвор. Почна последната подготовка на камерите од Сейф Сити. Партиите постигнаа договор за донесување на законот во петок. Економските теми во сенка на американските амбиции за Гренланд на светскиот форум во Давос. Македонската делегација бара инвеститори. Распустот заврши, децата се вратија во клупите. Бројките на заразени со грип не се алармантни, но пикот доаѓа на почетокот на февруари. Грип не се добива само на училиште, се добива и дома, и на улица, и на скијање. Синдикалната кошничка порасна за уште 1000 денари. ССМ ќе одлучува за протести и генерален штрајк. За истрагата која се води против апелациониот судија Ѓоко Ристов, но и за справувањето со криминалот и корупцијата генерално, пред стартот на Сейф Сити како ќе функционира овој проект и дали се очекува драматично зголемување на безбедноста во сообраќајот. Мој гостин во тема на денот Панчо Тошковски, министер за внатрешни работи. Останете со нас, почнува Дневник. Одземен имунитетот на судијата Ѓоко Ристов и побарана е мерка куќен притвор за обезбедување на неговото присуство. По неколку часовниот распит кај јавен обвинител, апелациониот судија во чија семена куќа беа пронајдени задзидани 350.000 евра, пренесена за исказ пред судија на претходна постапка. Ивана Соколович најдова известува пред кривичниот суд. Ивана, дали веќе има одлука или се уште се чека? Да, до овој момент се уште нема одлука на судот, односно дали ќе биде прифатено барањето на обвинителството кое што бараше на апелациониот судија Ѓоко Ристов да му биде определена мерка куќен притвор и да му биде одземена патната исправа. Тој веќе 2 часа е овде во кривичниот суд. Детали се уште не се споделуваат ниту кога може да заврши овој распит, за да ја слушнеме и одлуката на судот, а претходно на Ристов му беше и одземен имунитетот, откако таква одлука донесе и судскиот совет. Тој беше во текот на целиот ден на распит во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, каде што му беа предочени доказите со кои што се располага во насока на кривичните дела кои што му се ставаат на товара. Тоа е противзаконско стекнување и прикривање на имот, како и перење пари. Претходно и полицијата поднесе кривична пријава за Ристов, откако при претрес во семената куќа на неговите родители во зид беа пронајдени 350.000 евра. Деталите ги гледаме во прилогот на колечката Тамара Дичовска. Судскиот совет едногласно му го одзема имунитетот на апелациониот судија Ѓоко Ристов. На итната седница присутните членови одлучија и да му се одобри мерката куќен притвор, побарање на судија на претходна постапка и обвинителството и до завршување на кривичната постапка да не врши судиска функција. По неколку часа во обвинителството за гонење организиран криминал, каде што беше сослушан од обвинител, и му беа приложени доказите за кои обвинителството смета дека ги сторил кривичните дела против законско стекнување и прикривање имот, како и перење пари, тој заедно со неговата сопруга и адвокатот пешки се упатија кон кривичниот суд. За него се бара куќен притвор и одземање на пасош. Откако полицијата при претрес во куќата на неговите родители пронајде 350.000 евра содзидани во зид, денеска му поднесува и кривична пријава. Парите ги нашле откако по наредба од судот да извршат претрес во кујната на неговите родители. Полицијата забележала сомнителна корекција на зидните плочки, па откако отстраниле една плочка, пронашле дупка во која имало алуминиумски ролник, каде имало над 600 банкноти од по 500 евра и над 200 банкноти по 200 евра. ГР во својство на службено лице, судија во апелациониот суд Скопје, во временски период од 10.2.2020 до денес, спротивно на законската должност за пријавување на имотна состојба или нејзина промена, да лажни податоци за својот имот и имотот на неговото семејство, кој имот во големи размери ги надминува неговите законски приходи, стои во кривичната пријава. Претресот кај судијата Ристов е дел од пошироката истрага која се води за него што од декември, откако адвокатот Фехми Стафа беше фатен со обележани пари кои според обвинителството биле наменети за подкуп на апелационен судија до го укина притворот за неговиот клиент. Ристов е во апелација од 2020 година. Во неговата судиска кариера учествувал во повеќе крупни предмети, како Таргет тврдина за незаконското масовно прислушкување, учествувал и во одлучувањето за укинување на притворот на Сашо Мјалков во предметот Трезор, како и за
укинување на притворот на Драги Рашковски. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Анел Фидоски е избран за нов шеф на Скопското јавно обвинителство. Советот на јавни обвинители му даде доверба пред останатите 4 кандидати, меѓу кои најсилна конкуренција му беше досегашниот прв човек на ова обвинителство Гаврил Бубевски. Членовите на Советот оцениле дека Фидоски е обвинител со кредибилитет, визија и потенцијал за поефикасна и подинамична работа на Скопското обвинителство. Анел Фидоски е избран за нов шеф на Скопското јавно обвинителство. Начело на ОЈО Скопје застанува со поддршка од 7 гласови за од вкупно 11 членови на Советот на јавни обвинители. 2 гласаа воздржано, а против беа членовите Ермон Незири и Светлана Стојковиќ. 7 Анел Фидоски доби поддршката од Советот и ние ќе го поддржиме до крај. Избраниот фактички во интервју покажа добри резултати и заради тоа некои членовите ценеше дека треба да му се даде шанса. За изборот на Фидоски гласаше и веде републичката обвинителка Анита Тополова Исајловска, но по завршување на седницата, таа одби да ја објасни својата одлука пред медиумите. Обвинителке, може не слушнавме внатре кој вашиот став ни за ни против. Во трка за прв човек на Скопското обвинителство беа 5 кандидати. Според дебатата во Советот, најсериозен против кандидат на Фидоски беше неговиот досегашен шеф Гаврил Бубевски, кој не доби поддршка за втор мандат, освои 5 гласови за. Иако бил единствен кој доставил програма за работа, за дел од членовите на Советот тој лошо менаџирал со Скопското обвинителство. Не постапувал по кривични пријави од МВР, а обвинителството имало и за останати предмети со мала ефикасност. За Фидоски пак членовите на Советот имаа пофални зборови. Бил обвинител со кредибилитет, имал визија за ефикасност, а можел да воспостави и подинамична работа во обвинителството. Фидоски досега беше дел од Скопското јавно обвинителство. Во својот речиси 12 годишен работен стаж бил обвинител во случајот Тенковски делови, каде обвинет беше екс-премиерот Владо Бучковски. Ги гонеше убијците на Никола Саздовски, а го водеше и предметот за малата Тамара од Велес. Негов предмет е и случајот Усје по поднесена кривична пријава од поранешната градоначалничка на Скопје. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Почна подготовката на камерите за активирање на SafeCity системот. Првата точка од попладнево беше влезот во Скопје кај Сарај. Од МВР најавија дека во следните денови до крајот на месецот ќе се проверуваат и калибрираат сите камери кои се дел од системот. Побараат трпение од граѓаните доколку се соочат со застој во сообраќајот. Се вршат проверки дали камерата јасно снима, дали точно ги чита регистарските таблички и дали податоците што ги бележи се точни и сигурни. Предвидено е активностите да се спроведат во периодот од 20 до 31 јануари, во временскиот период од 8 до 20 часот. Првата недела е предвидено да се спроведат на локациите на подрачјето на градот Скопје. На секој поединечен пункт на кој е поставена камера, еднократно ќе се врши проверка која трае 15 до 30 минути. Меѓувреме МВР предупреди дека почнало испраќање на лажни пораки со лажни казни од SafeCity и ги подучија граѓаните дека единствено релевантно е да ги отвораат пораките од испраќачот МВР СЦ. Министерството за внатрешни работи информира јавноста дека изминатиот период е забележана појава на фишинг напади кои се изведуваат преку лажни SMS пораки, електронски пораки, веб страници и пораки на социјалните мрежи. Лажните пораки наводно пристигнуваат од одделот за моторни возила, како известување од системот Безбеден град и во истите е наведен лажен линк преку кој се пренасочуваат граѓаните да извршат уплата за наводен сообраќаен прекршок велат од Министерството. Вакви пораки пристигна и на телефонските броеви на повеќе наши колеги новинари, сите се од различен испраќач и со различна содржина. МВР најавува дека случајот ќе го испитува одделот за компјутерски криминал. Во петок се очекува законот за прекршоци, неопходен за да почне казнувањето да биде изгласан од пратениците. ДУИ и официјално кажа да, откако си подаде рака со партиите од власта и левица на лидерската средба минатата недела. СДСМ се уште нема конечен став, но нивните гласови повеќе не се неопходни за доаѓање до двотретинско мнозинство.
Нема одложување на Safe City. Системот на камери за безбеден град стапува на сила на 1 февруари согласно планираното. Пратениците на опозицијската ДУИ попуштија и ќе гласаат за измените на законот за прекршоци. Со тоа власта составена од ВМРО, ДПМН, знам и вреди, заедно со Левица и ДУИ го обезбедува потребното двотретинско мнозинство. Ахмети го поддржа законот за прекршоци кој е последен од низата закони неопходни за Safe City, уште на лидерската средба кај Мицкоски. Сепак во петокот неговата пратеничка група изрази резерви за предложените измени. Сега се предомислуваат и велат дека ќе гласаат за измените во име на безбедноста, иако забелешките остануваат и ќе бараат нивно надминување преку идни законски измени. Од страна на Министерството за внатрешни работи и експертите кои го изготвиле законот, практично ни беше потврдено дека се работи во насока на спроведување на сите барања што ги постапивме. Доколку истите не се регулираат во практика, ќе иницираме измени и дополнувања на овој закон. Од ДУИ реагираат дека СМС пораките не биле испраќани и на албански јазик, дека граѓаните биле третирани нееднакво, бидејќи системот се воведува само во 3 града, па прекршителите од другите места би останале неказнети, како и дека казните биле превисоки. Иако нивните гласови повеќе не се неопходни, од опозицијската СДСМ се уште не откриваат како ќе гласаат на седницата. Велат дека ја поддржуваат безбедноста, но Филипче во неколку наврати изрази сомнеш околу начинот на чување на податоците од камерите и тоа кој ќе има контрола врз нив. И од владеачката ВМРО ДПМН се сигурни дека Safe City ќе стапи во сила на 1 февруари. Очекуваме во јасно зададените рокови законот за прекршоци да биде донесен во согласност со и координација со координаторите на сите пратенички групи кои што се во тек, а по однос на второто прашање и заштитата и начинот на чување на податоците и начинот на казнување е строго одреден согласно позитивните законски прописи во Република Македонија. Седницата за гласање на овие измени според собраниски извори се очекува во петок, кога од службени патувања ќе се вратат и пратеници од владеачкото мнозинство. Од друга страна, се уште нема пратенички договор за изборот на народен правобранител, за што се неопходни гласовите на ДУИ. За разлика од Safe City, ние стоиме на ставот дека истиот ова име, значи треба да се повлекува и од листата на кандидатите да се избира нов народен правобранител. Координаторот на ВМРО ДПМН се согласуваше, координаторот на ВЛЕН не се согласуваше. На лидерската средба беше постигната и генерална поддршка за законите од реформската ЕУ агенда, како и за укинување на техничката влада пред избори, иако за ова прашање се уште се очекува ставот и од СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Ќе почнам со последниот случај, случајот на апелациониот судија Ѓоко Ристов. Многу невообичаен пронајдок со 350.000 евра во банкноти од 50 или 200 евра во ѕид на куќа. Во соопштението за кривичната пријава поднесена од полицијата велета сомнителна корекција на ѕидните плочки била забележана од страна на истражителите и полициските службеници. Тоа беше случаен пронајдок или имаше никаква дојава, посебни истражни мерки? Како дојдовте до овој пронајдок во неговата куќа? Државата конечно покажува дека во координирана и професионална соработка помеѓу институциите кои што се грижат за безбедноста на државата, ја така да кажеме, од типот на Министерство за внатрешни работи, Агенција за национална безбедност, јавното обвинителство кое што е клучен фактор во рамки на целокупниот процес, во конкретниот случај јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, покажаа дека доколку се сака се може. И покажаа дека повеќе во Македонија не можеме да дозволиме ваков тип на носители на јавни функции да продолжат да функционираат на позициите на кои што народот практично им ги доверил. Без разлика дали се во рамки на обвинителска фела, без разлика дали се во рамки на министерства, влади, судска фела и така натаму и така натаму. Покажавме дека во една координирана и професионална акција навистина може да се дадат резултати такви какви што очекуваат македонските граѓани. Можете ли да откриете детали околу тоа како се дојде до овој пронајдок? Зад вас имаме и фотографија од парите кои биле пронајдени, дали имаша обвинителството и полицијата, дали има веќе индиции дека токму таму може една таква сума на пари да биде пронајдена во домот на апелацијски судија?
Како и за сите останати предмети, во овој момент не би сакал да изнесувам повеќе детали од оние кои што се соопштени на јавноста. И Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство споделија информации во јавноста кои што сметаа дека треба да бидат споделени. Сепак станува збор за една истражна постапка која што како таква согласно одлука на јавен обвинител понатаму ќе продолжи во наредна фаза, така да во овој дел не би сакал да изнесувам повеќе информации. Едно друго прашање поврзано со ова. Но факт е дека 350.000 евра во дом на носител на функција судија е навистина вака значителна сума на финансиски средства, која што ретко кој бизнисмен или граѓанин би можел да си ја дозволи, а камоли па носител на јавна функција. Токму во тој правец, кривичната пријава е за противправно стекнување и прикривање на имот и перење пари и други приноси од казниво дело. Дали тоа значи дека до овој момент не знаеме дали овие пари, или не можеме да докажеме, не можете да докажете дека се ова пари од подкуп поврзани со конкретни случаи на кои што работел овој судија? Повторно ќе напоменам дека не би сакал во овој дел да навлегувам во детали. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал е оној кој што е носител на целокупниот процес поврзан со оваа истрага, така да сметам дека треба да дозволиме да си ја сработат работата која што треба целосно да ја сработат, за да ги видиме сите оние детали кои што треба да произлезат во рамки на следните чекори кои што ќе ги превземува. Да, секако се очекува утре обвинителството ќе има најави повеќе информации на брифинг, но она што верувам дека би можело, а нема да наруши истрагата, има ли поврзаност помеѓу овој случај и случајот на поранишниот државен правобранител Фет Мистафа и наводно дадениот подкуп од Љупчо Пецов Ѓаволот за ослободување од притвор, бидејќи овој судија бил во судечкиот совет во апелација која донела одлуката? Да дозволиме истрагата да заврши онака како што треба, не би сакал повторно ќе кажам од позиција на Министерство за внатрешни работи да навлегувам во детали поврзани со предметниот кривично правен настан. Добра. Сметам дека доволно информации се споделени со јавноста, фактите кои што се непобедни се изнесени во јавноста, така да почекаме обвинителството да си ја сработи работата во целост. Добро, очигледно дека нема да успеам да извлечам повеќе информации за конкретниот случај, но генерално и перцепцијата на граѓаните е дека висок е степенот и присуството на корупција или на непрофесионално работење во правосудниот сектор. Тоа се покажа и со неколку предмети кои беа сработени. Пресудата од 3 години затвор за еден врховен судија, едно разрешување поради црната листа на САД, еве сега повторно судија е вмешан во овој случај од сериозни размери. Какви ви се статистиките? Имате ли зголемување на бројот на расчистени предмети кога станува збор за вакви злоупотреби во правосудството, но и генерално во полето на корупцијата, бидејќи сите наши меѓународни партнери со посебен акцент на Европската унија бараат од нас многу поенергична битка со корупцијата во земја. Видете, перцепцијата на граѓаните во однос на работата на Министерството за внатрешни работи конкретно, поврзана со борба против корупција, е порасната од прилика негде за, мислам дека беше за двоцифрена бројка. И тоа се должи исклучиво само на работата на Министерството за внатрешни работи во овие години и пол-две, од кога, да речеме, оние кои што претходно го менаџираа Министерството за внатрешни работи повеќе не се на функцијата на која што били. И сега ќе се обидам да направам една кратка компарација на бројки поврзани со статистика, поврзани со кривични дела од областа на корупцијата и економскиот криминал. 2023, 2024, 2025 година. 2023 година имаме 126 кривични дела од оваа област. 2024 206, 2025 290 кривични дела. Пораст за негде околу 130% на кривични дела поврзани со корупција, конкретно кој што апсолутно е во насока на она кое е и перцепција на граѓаните, а тоа е дека Министерството за внатрешни работи итекако се бори против, особено против оние кои што се поврзани со коруптивни кривични дела. Но што значи во пари тоа? Имате ли такви број на сторители 185 23, 363 24, 678 сторители поврзани со корупција 2025 година. Ова се кривични дела кои што се сторувани 25-та, 24-та, 23-та, 22-та, 21-та и така натаму.
но се откриени во 2025 година и за истите е поднесено кривична пријава. Бројките во делот на штетата на буџетот на државата се најфрапантни. 2023 година 5,7 милиони евра е вкупната сума за која што Министерството за внатрешни работи поднело кривична пријава. 2024 24 милиони евра, 2025 380 милиони евра. Значи тоа е отприлика негде за 66 пати повеќе компарирано со 2023 година. Токму заради овие бројки и овие статистики и токму заради она што се гледа како резултат на работењето не само на Министерството за внатрешни работи, и на сите останати, да речеме, институции кои што се поврзани со откривање на ваков тип на криминал. Еве би издвоил Агенцијата за национална безбедност, која што секако во рамки на својот делокруг на работење секогаш може да сподели и како корисни информации до кои што се доаѓа, а се поврзани со економски криминал и корупција. Дека и во овој, во случајот поврзан со управата за јавни приходи и вработените, беше спомината работата на Агенцијата за национална безбедност како значајен елемент. Исто така би сакал да издвоам и работењето на финансиската полиција. И тие дадоа и како добри резултати во изминативе година дена поврзани со економски криминал и корупција. Значи, кога имате еден институционален пристап од скоро сите институции поврзани со борба против корупција и криминал, навистина резултатите на крајот на денот мора да ги видиме. Добро, и ги гледаме. Оно што е важно е дали по овие, бидејќи вие зборувате тука за откриени, односно поднесени кривични пријави, дали обвинителството постапувало по најголем дел од овие по сите, каква ви е соработката денес, од денешен аспект, бидејќи веќе имате одредено портфолио, не сте кратко време министар за внатрешни работи. Сега, наредниот чекор е тој. И наредниот фокус на македонските граѓани ќе биде токму работата на јавното обвинителство, како прв чекор, а понатаму и текако суштински и круцијален работата на судовите. Тие ќе треба да застанат на страната на граѓаните, на страната на правдата, на страната на оно кој што би требало да значи навистина чекор напред од аспект на оние европски вредности кои што беа говорени особено во минатото многу, но никакви резултати не беа испорачувани. Навистина мене ми е многу драго и би сакал да им се заблагодарам јавно еве на сите полициски службеници, професионалци во рамки на работењето на Министерството за внатрешни работи, кои што и текако дадоа позитивни резултати во изминатиот период. Не само во однос на борба против корупција и економски криминал. Генерално гледано. Би сакал да издвоам еден податок дека 2025 година имаме историски најдобар резултат во последните 20 години кога би говореле за број на сторени кривични дела. Имаме најмал број на сторени кривични дела во изминативе 20 години. 17.972 кривични дела. Повторно уште еден историски резултат. За 67,2% имаме расветлени сторени кривични дела, значи повеќе ги немаме оние со енен сторител во оној процент кој што ги имало претходно. Повторно историски најдобар резултат во последните 20 години. Значи ние не се компарираме само со година-две наназад, велам во последниве 20 години. Ако така продолжиме, ако продолжиме со напорна работа, ако продолжиме со посветеност, со професионалност, јас ве уверувам дека ќе докажеме дека чекориме во правилна насока. А граѓаните ќе го забележат тоа, тоа ќе е видливо и ќе треба да ги донесе оние посакувани резултати кои што се ти ги очекуваме. Кога веќе зборуваме за статистика, една бројка која очекувам драматично дека ќе порасне после 1 февруари, тоа е бројот на сторени прекршоци во сообраќајот со почетокот на казнувањето од страна на системот Безбеден град. Што ви покажа овој тест период? Првите денови имавме фрапантни бројки, 110-115 прекршоци сторени само првиот ден од тест периодот. Се подобри ли сообраќајната култура во останатите денови или сепак сите во 5 до 12 чекаат да почне на вистина да стигнуваат ефективни казни на нивните сметки? Јас јавно сакам да ми се заблагодарам на македонските граѓани, особено на оние кои што управуваат моторни возила на територија на СВР Скопје, заради тоа што докажаа дека без казни, значи без казни, овие месеци половина од кога е започната употребата на Safe City во така наречениот тест период, немаме казни, успеаја бројот на починати како последица на непочитување на сообраќајни правила на територија на СВР Скопје да го намалат од 11 компарирано со претходните месеци од изминатата година, исто од декември и јануар,
над 2 смртни случаи во декември и јануари, декември 2025, јануари 2026 година, заклучно со 20 јануар. Бројот на повредени лица, како последица на непочитување на сообраќајни правила, компарирано повторно за овие, како ќе дојде, 50 дена, нели, крај на 2025, почеток на 2026, крај на 2024, почеток на 2025, истите месеци, декември и јануар, е намален за 35%. Значи имаме 35% помалку повредени лица на територија на СВР Скопје, компарирано со претходните 2 месеци. Овие параметри се во насока на тоа дека македонските граѓани знаат да препознаат добар проект, знаат да препознаат проект кој што спасува човечки животи и знаат да се однесуваат достоинствено доколку увидат дека навистина се работи неселективно, посветено и професионално од страна на институциите. И уште еднаш огромна благодарност до секој еден македонски граѓанин кој што јавно кажувам дека спаси човечки живот на територија на СВР Скопје особено. Затоа што тука ја гледаме драстичната разлика компарирано со претходните месеци. Навистина, сега за сега 9 човечки животи. Дај Боже да останат така до крајот на овој месец. И дај Боже да ги намалиме бројките драстично во иднина од оваа година. Навистина немаат цена. Добро, ајде неколку практични работи поврзани со системот Безбеден град. На почетокот рековте дека нема да стигнуваат фотографии заедно со казните, освен во случаите кога оној кој ја примил казната ќе ја оспори, односно нема да ја прифати и ќе оди во една прекршочна постапка, но сега можевме да слушнаме дека размислувате за поинаков систем каде на секого ќе му стигнува фотографија заедно со казната. Што е финалното решение и што ќе се гледа на таа фотографија, нешто што верувам дека буквално сите гледачи ќе засака. Вака сега, целта на Safe City не е да казнува. Целта на Safe City е да спаси човечки живот. Целта на Safe City е да имаме безбедна мајка со дете во количка кога преминува партизанска, да кажем. Тоа е целта на Safe City. Целта на Safe City е да зголеми безбедносната култура на граѓаните, а како последица на тоа да имаме колку што е можно повеќе, односно се извинувам, колку што е можно помалку сообраќајни прекршоци, колку што е можно помалку повредени во рамки на тие сообраќајни прекршоци и најбитно од се колку што е можно помалку човечки жртви. Таа е целта и од тука тргам. Сега, за да ја оствариме, ние треба да имаме еден кредибилен, релевантен систем кој што ќе треба да го ставиме во функција. Во рамки на одлучувањето, во рамки на сите оние трибини, дебати, разговори, сати, денови и месеци посветени на имплементација и поставување на законско решение за овој проект, утврдивме дека каде ни е вака најслабата карика во рамки на сето ова кој што треба да го имплементираме, тоа е бројот на сообраќајни прекршоци. Значи почнавме од 100.000, сега имаме драстично помалку сообраќајни прекршоци, но повторно тие се и текако голема бројка од она кое што реално може да се процесира. Што значи дневно? Колку прекршоци прават граѓаните? Зависи од тоа дали констатираме сообраќаен прекршок со онаа толеранција од +7, односно од +6, дали констатираме сообраќаен прекршок од +57, да кажеме, како брзина таму каде што е дозволено 50, или од +87 таму каде што е дозволено 80, како пример. Бројките се уште во илјадници, ама се далеку помалку отколку што беа оние првите 100.000, па после тоа имавме негде околу 40.000, па после тоа имавме околу 30.000, па имавме околу 24.000, како просек, да кажам, во неколку дена врзани, сега имаме далеку помалку. Суштината е дека мораме да ги доставиме до граѓаните сите оние докази кои што би требало да ги убедат граѓаните дека навистина го сториле сообраќајниот прекршок. И каде е клучниот чекор кој што се разликува со претходниот закон и кој што очекуваме дека навистина би требало да ги мотивира граѓаните веднаш да пристапат кон признавање на прекршокот и веднаш да пристапат кон плаќање на истиот. Во споредба со претходно,
во рамки на онаа постапка за порамнување, нели, имате рок од 8 дена од кога ќе го примете известувањето на телефон и на имейл адреса, конкретниот записник, имате 8 дена да платите половина од казната која што е предвидена. Да речем, ако имаме казна, не знам, од 15 евра до 10 километри над дозволеното, тогаш имате право да платите половина од таа казна доколку платите во рок од 8 дена. Но онаму каде што имаме предвидена забрана за управување на моторно возило, како што се казните кога управувате моторно возило над 30, односно со толеранција над 36, таму каде што е дозволено 50, значи управувате 87, согласно закон имате задолжително изрекување на забрана за управување на моторно возило во трајање од 3 месеци до 1 година. Доколку платите во рокот од 8 дена или во рокот од 16 дена, тогаш забраната ви се изрекува на пола од минимумот кој што е утврден како законски минимум предвиден во рамки на... Да, до сега немаше таква можност за преполовување на забраната и тоа веројатно ќе биде мотивирачки фактор. Тоа значи дека и текако треба да се мотивираат луѓето кои што прво ќе го добијат доказот, дали тоа ќе биде фотографија и така натаму, дали ќе биде замаглена или нема да биде замаглена. Добро, тоа нели е веќе прецизирано, министра, затоа што за 10 дена треба да почне казнувањето. Каква ќе биде таа фотографија? Ќе се гледали дали носи појас, дали зборува на телефон, кој седи до него? Што ќе има на таа? Имаше вака доста спекулации дали ќе се казнуваат и други прекршоци надвор од оние кои што ги имаме јавно кажано и досега дефинирано. Во рамки на проектот Safe City ќе се констатираат исклучиво тие 4 прекршоци. Односно, говориме за брзина над дозволеното, говориме за поминување на црвено, говориме за погрешно паркирање и запирање и говориме за нерегистрирано возило. Тие се тие прекршоци кои што значи независно што друго ќе се види на фотографијата, можеби некој ќе пуши пред со малолетното дете во возило, зборувам и за други законски. Видите, тие се тие прекршоци кои што рековме дека имате ли утврдено дали ќе бидат замаглени, незамаглени, што ќе има на овие фотографии? Ќе ви одговорам и на тоа прашање. Има и доста вака интересни шпекулации и коментари во односи на какви ќе бидат фотографиите, колку ќе бидат чисти, колку ќе бидат јасни и така натаму. Да, треба да бидат замаглени во однос на оно кој што е совозач и така натаму, не треба да се гледаат нели тие факти од аспект на се небитен е фактот кој е совозач во рамки на утврдување на сторен прекршок за зголемена брзина, но битен факт е кој е возач. Така, да. И поради тоа има утврдено процедура и правила на игра како треба да се констатира прекршокот, доколку одредено лице не го управувало возилото, истото може да се обрати до најблиска полиска станица, да достави изјава заверена на нотар дека не го управувало тоа возилото, дека друг го управувало возилото, па ние оперативно може да провериме дали навистина е така како што тврди, па има и други постапки што може да се утврдат. Видете, многу е битно да знаеме дека ние оваа придобивка на паметните камери имаме уназад 15 години. И Министерството за внатрешни работи повеќе од 15 години и текако ја користи во рамки на својата оперативна криминалистичка дејност од аспект на откривање на сторен криминал. Истото може да го користи од аспект на откривање на сообраќајни прекршоци, не дека не. И за останати прекршоци, каде што и со други докази, и со други индиции, и со други действија кои што се превземаат во рамки на законските надлежности, ние можеме да дојдеме до соодветна подкрепа со докази за да констатираме и друг тип на прекршок, нели? Или особено па кога би говореле за кривично дело. И како дека ќе ги користиме сите овие камери за конкретни кривични дела кои што се потребни да се откријат. Ќе се улесни ли начинот на плаќање да се поедностави за граѓаните, полесно да можат сите тоа да го го направат? И дали почнавте со поставување на ознаки дека таму се снима, односно дека се поставени камерите на Safe City заради и законската потреба и транспарентноста кон граѓаните за вашите активности? Ќе имаат можност да одлучат да платат на повеќе начини, ќе може да отидат на традиционалниот конзервативен начин во банка и да извршат уплата на казната, ќе можат да се обратат до било која полиска станица и да извршат уплата со картица секако на засторениот прекршок кој што е ќе може преку не знам, сите оние електронски апликации на банките, во зависност од која си е корисник на банка, ќе може... Има некој нов посебен систем за плаќање? И посебна апликација, која што апликација
ќе биде изготвена од страна на Министерството за внатрешни работи и овозможена да се користи од страна на граѓаните, каде што со посебна заштита и автентификација на корисникот ќе се осигураме дека навистина станува збор за Панче Тошковски, оној кој што е корисник на апликацијата, ќе добие соодветни информации и на имейл адресата и на телефонскиот број кој што го остави, па со нивно комбинирање ќе може да се најави на предметната апликација и да навистина се потврди идентитетот на оној кој што е корисник на апликацијата, согласно личните податоци кои што ги има лицето, и на таа апликација ќе може и да изврши уплата, да изврши увид на сите оние казни кои што му се изречени, а виднина планираме да ја надоградиме и со поголем број на услуги кои што би можеле да ги понудиме на граѓаните, а се поврзани со надлежност на Министерството за внатрешни работи. Добре. Имаме една интересна идеја исто така виднина во рамки на дали таа или друга апликација да можеме да и како дадеме значење на борбата против корупцијата во Македонија, да може граѓаните да пријават корупција, да може да пријават конкретно сторено кривично дело, сторено особено од страна на носител на јавна функција. Добро, ова не поврзано со безбеден град. Не поврзано со безбеден град, но навистина денешната технологија ни овозможува многу поедноставно и поефикасно користење на услугите на граѓаните, кога станува збор за давање на услуга поврзана конкретно, еве да речеме, со ваков тип на услуги од страна на Министерството за внатрешни работи, така да ќе има многу услуги кои што ќе бидат овозможени на граѓаните да ги остварат поедноставно отколку традиционалниот конзервативен начин. Добро, обезбедивте поддршка, веќе нема неизвестност. Благодарности до пратениците. Законот за прекршоци ќе помине неверојатно во петок. Да, но СДСМ се уште нема одлучено или нема соопштено на јавноста дали ќе гласа. Оние резерви кои тие ги изразија кон ова законско решение, би сакала за крај да ги искоментираме. Првата резерва е што ќе се случува со големата количина на податоци што системот ги генерира, имајќи предвид дека ВМРО-ДПМН е позната по злоупотребата на податоци од ваква природа, и втората е висината на казните за која сметаат дека треба да се отвори одредена дебата. Кој ќе ги контролира прво податоците дека нема да има нивна злоупотреба? Мене ми е наистина жал. Ова се стави во контекст на техничката влада и низиното укинување или не? Мене ми е наистина жал што прво јасно и гласно не дадоа поддршка на овој проект. Наистина, ако безбедноста на граѓаните и заштитата на човековите животи за нив не е приоритет, тогаш не знам што би било приоритет за една политичка партија во Македонија. Наистина ми е жал заради тоа што не дадоа поддршка за овој проект. Второ, тезата за злоупотреби и тезата за заштита на лични податоци и тезата за огромен број на информации и така натаму, и што ќе прави ВМРО со НЕЗ? А што правеа тие 8 години назад? Добро, не беше волку развиен овој систем. Не е точно. Не е точно. Од аспект на користење на лични податоци, од аспект на користење на бази на податоци, снимки, следење на возила, сето на кое што поврзано со работа на крим полиција и на особено на секторот при СВР Скопје, сите тие работи се работели изминатите 8 години. Што правеа тогаш? Зошто тогаш не ја овозможили на Агенција за заштита на лични податоци да ја отворат врата, како што ми кажаа службениците од таму, и да влезат во рамки на Министерството за внатрешни работи и да се усогласат согласно Законот за заштита на лични податоци и сите оние принципи, правилници, методологија и така натаму, сето на кое што е нужно да се стори за да навистина ја гарантираме заштита на спрема граѓаните, така како што ние сега тоа го правиме. Значи, негде отприлика околу 11 акти ги усогласивме во изминативе неколку недели со Агенцијата за заштита на лични податоци, кои што се поврзани со заштита на лични податоци на граѓаните. Зошто тоа не го направија они? Истите работи ги правеле и пред 8 години. Па и пред повеќе години. Што правеа 8 години? Еве, слободно нека му го постави прашањето на претходникот мој. Зошто 8 години не усогласи ништо поврзано со Законот за заштита на лични податоци? Да, ние тоа го сторивме. И сите оние акти кои што ги побара агенцијата од нас и се потребни да се изготват согласно закон, ќе бидат донесени, ќе бидат објавени и ќе бидат ставени во функција од 1 и 2, кога ќе отпочне примената на
Казнување на сообраќајни прекршоци. Добро, и уште во делот на висината на казните. Тие сметаа дека економската состојба во државата е таква да треба да се отвори дискусија дали можат граѓаните тој товар да го поднесат на казнувањето. Само кусок ќе ве замолам бидејќи 2023 година македонските граѓани сообраќајните незгоди и сите оние трошоци кои што настануваат од сообраќајни незгоди ги чинеле негде отприлика околу 400 милиони евра. Ова е согласно студија една изготвена од страна на професори, која што имав можност да ја видам изминатиот период. Значи 400 милиони евра ги коштало македонските граѓани трошоци поврзани со регулирање на последици настанати од сообраќајни незгоди. 400 милиони евра. Колку чини еден човечки живот? Колку? Јас сум горд, повторно ќе повторам, на македонските граѓани, заради тоа што само за 2 месеци на територија на СВР Скопје имаме намалување драстично на бројот на смртни случаи како последица на непочитување на сообраќајни правила. Драстично намалување, значи од 11 на 2. И огромна благодарност до секој еден македонски граѓанин кој што е учесник во сообраќајот, особено на територија на СВР Скопје. Панче Тошковски во тема на денот. Благодарам, ќе го следиме применувањето на овој систем од 1 февруари. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам. Да, премиерот Христијан Мицковски ја предводи владината делегација во рамки на Светскиот економски форум во Давос. Тој и владината делегација оствариле средба со секретарот за енергетика на САД Крис Врајт и високи представници на светски реномирани компании со кои разговарале за инвестиции во енергетиката. Денес имавме, би рекол, многу успешни и инспиративни средби со голем број мултинационални компании. Теми кои што беа опфатени се темите од областа на енергетиката, здравството и високата технологија. Се разбира, од наша страна беа представени можностите за инвестиции во Македонија, во македонската економија, нешто што ќе значи додадена вредност за македонските граѓани. Но на кое што посебно би сакал да се задржаме вториот дел од денот, односно панелот за енергетика, каде што бев активен учесник и говорник, заедно со секретарот за енергетика на Соединетите Американски држави, господинот Рајт, панел на кое што учество зема буквално светското водство во енергетскиот бизнис, компании кои што доаѓаат од сите континенти, компании чии што обрти се движат во рамките на илјадници милиарди. Таму разговаравме за очекувањата и плановите за развој на енергетиката во годините кои што следат. Американските најави за воведување тарифи и преземање на Гренланд ги засенија економските теми генерално на Светскиот економски форум во Давос. Претседателката на Европската комисија фон дер Лајен порача дека одговорот на ЕУ ќе биде обединет и во целосна солидарност со Данска и со Гренланд, нагласувајќи дека нивниот суверенитет не е предмет на преговори. Американските најави за тарифи и превземање на Гренланд ги засенија економските теми на форумот во Давос. Во исчекување на пристигнувањето на Трамп во швајцарскиот скијачки центар, шефицата на Европската комисија му порача одговорот на Европската унија ќе биде обединет и во целосна солидарност со Данска и Гренланд. Нивниот суверенитет за унијата е неоспорен. Данокот на Трамп за 8 европски држави кои застанаа за Данска, фон дер Лајен го нарече грешка. And this is why we are working on a package to support Arctic security. First principle, full solidarity with Greenland and the Kingdom of Denmark. The sovereignty and integrity of their territory is non-negotiable. Second, we're working on a massive European investment surge in Greenland. We will work with Greenland and Denmark hand in hand to see how we can further support the local economy and infrastructure. Third, we will work with the United States and all partners on wider Arctic security. Американскиот секретар за финансии, пак кој е дел од американската делегација, во Давос пристигна со смирувачка порака. Односите на САД со Европа остануваат силни. It's been 48 hours. As I said, sit back, relax. I am confident that the leaders will not escalate and that this will work out in a manner that ends up in a very good place for all, for national security, for the US and for Europe.
Американскиот председател Доналд Трамп на својата социјална мрежа објави приватни пораки за кои тврди дека му ги испратиле генералниот секретар на НАТО Марк Руте и францускиот председател Емануел Макрон, во кои му даваат поддршка за достигнувањата во Сирија, но не ги разбираат неговите потези за Гренланд. Но ова тема на маргините на форумот се најавува и средба Трамп-Руте. Во Давос и македонска делегација предводена од премиерот Мицкоски, кој најавува серија средби со представници на водечки светски корпорации и финансиски институции, на кои ќе ги презентира можностите за инвестирање во македонската економија со фокус на енергетиката и технологијата. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. А во